Председателот на Меѓународниот сојуз за цивилно општество ја донесе својата прва одлука од формирањето за помош на семејството Тасеви, сторија што ја актуализираше телеканал А1. Со 61,16% излезненост на жителите од Богданци, успешно е спроведен вчерашниот референдум во општината. Продолжува реализацијата на проектите за подобрување на животните услови на граѓаните во сите населени места во општина Радовиш. Деновиве се одвиваат градежни активности за изградба на улици во Покрајчево. Дневник на телеканал А1 на почетокот на уште една работна недела. Добре дојдовте. Ова беа топ 3 настаните на денот, а многу повеќе во продолжение. Председателот на Меѓународниот сојуз за цивилно општество ја донесе својата прва одлука од формирањето за помош на семејството Тасеви. Сторија што ја актуализираше телеканал А1. Заедно со локалните власти со кои договараат меморандум за соработка, го посетија семејството. Стигнува помошта за семејството Тасеви од Струмица. Меѓународниот сојуз за цивилно општество и социјално загрозени граѓани од Скопје и новоизбраниот председател Бојан Јовановски својата прва одлука ја донесоа за помош на ова семејство чија судбина ја актуализираше телеканал А1. Користењето на помошта зависи од вклучувањето на малолетните деца во воспитно-образовниот процес, рече Јовановски, кој го посети семејството заедно со ВД градоначалникот Костадин Костадинов и представници на локалната власт. Прво да утврдиме вистински фактичката состојба, по утврдената фактичка состојба ќе преминеме кон мерки кои што се пропишани во статутот на Меѓународниот сојуз, финансиска, материјална помош на семејството, ќе утврдиме состојбата во куќата каква е, реновирање на куќата целосно и обавезително пристапување кон образовен систем на сите малолетни членови, психолошко советување на родителите, поради тоа што мојата информација е дека нели имаат некакви проблематични искуства службите досега со нив, но тоа не значи дека ние треба да ги оставиме тие луѓе кои се на маргините, да ги оставиме да бидат на маргините. Предходно Јовановски посети општина Струмица, каде што подготвуваат основа за подпишување меморандум за генерална соработка. ВД градоначалникот Костадинов истакна дека и општината и Сојузот споделуваат европски вредности. Не можеме да го занемариме фактот дека општина Струмица преку своето функционирање представува европски ориентирана општина, а мораме да спомнеме дека Меѓународниот сојуз делува согласно сите стандарди на Европската унија. Од таа причина и во разговорот со господинот Јовановски наидавме на разбирање и на ист јазик на скоро сите точки. Искрено морам да кажам дека моја цел и целта на господинот Јовановски е да гледаме што повеќе насмејани лица и да пружиме рака и помош на оние на кои што има најпотребно. Јас се надевам дека оваа наша денешна средба ќе биде основа за долга и плодна соработка меѓу општина Струмица и Меѓународниот сојуз за цивилно општество и социјално загрозени категории. Откако минатата недела телеканал А1 го објави случајот, се зголемува помошта која доаѓа од разни добронамерници. Васко е познат на струмичани кои често го гледаа како питачи, а го имаше оставено и образовниот процес. Неколку организации се вклучија во советување и други видови форми на помош за семејството. Со 61,16% излезност на жителите од општина Богданци и гласање против успешно е спроведен вчерашниот референдум. 6981 лице со право на глас на 12 избирачки места од изборната единица 4 има можност да се изјаснат во однос на две прашања. Дали сте за или против отворање на рудници и рударски комплекси за металични и минерални суровини на територијата на општина Богданци и дали сте за или против продолжување со работа на рудникот и рударскиот комплекс Казандол. 4231 лице од вкупно 6981 евидентиран гласач со право на глас во општина Богданци, вклучувајќи ги населените места Ѓавото, Селемлија и Стојаково, се изборија на вчерашниот референдум и гласа против на двете прашања. Дали сте за или против отворање на рудници и рударски комплекси за металични минерални суровини на територијата на општина Богданци и дали сте за или против продолжување со работа на рудникот и рударскиот
комплекс Казандол. Сите избирачки места беа отворени точно на време во 7 часот изутрина, а наблюдувачкиот процес го следеа околу 12 наблюдувачи од невладината Цивил, како и од други граѓански здруженија, кои не забележаа никакви нерегуларности при текот на гласачкиот процес. Денешниот ден помина во најдобар ред. Гласањето се одвиваше на 12 избирачки места на територијата на општина Богданци. Од вкупно запишани 6918 гласачи гласаа 4231 или 61,16%. Во однос на првото прашање, дали сте за или против продолжување со работа на рудникот и рударскиот комплекс Казандол, гласаа против 4120, а за 71. За второто прашање, дали сте за или против отварање на рудници и рударски комплекси за металични минерални суровини на територијата на општина Богданци, вкупно гласаа против 4126 и вкупно за 66 гласачи. Гласањето се одвиваше во најдобар ред, немаше никакви проблеми. Во 19 часот беа затворени сите избирачки места и немаше никакви проблеми. Богданчани ги искажаа своите ставови дека се за заштита и зачувување на животната околина, а не за отворање на рудници кои би го загрозувале животот и на идните поколенија. Да, јас излегов да гласам и сметам дека многу е важно секој граѓанин да го оствари своето право на глас, затоа што ова се случува за прв пат во историјата на општина Богданци да се гласа на референдум. И ова е горливо прашање, многу е значено затоа што нели ова со родниците би било е важно не само за нас сега, туку и за идните поколенија кои што ќе живеат на оваа територија, и затоа сметам дека многу важно секој да излезе и да гласа согласно своите убедувања. Дали го остваривте своето право на глас? Го остварив и сум против тоа рудник. Што значи? Да не се отвори тоа рудник. Вие имам 3. И долу 3, 6 моми. И од другиот син една мома 7. И 3 мъжки 10 да ги уништим од тај рудник, не. Од општината велат дека добиените резултати ќе треба да бидат потврдени со одлуката на општинскиот совет, а потоа истите доставени до владата и Министерството за економија, односно до сите учесници во постапката за добивање концесија. Ова е втор референдум на јужниот регион и во изборната единица 4, на кој му претходни успешно спроведениот референдум пред скоро 2 месеци во општина Гевгелија. За истиот рудник Казандол ќе се гласа следната недела и во општина Доеран. Граѓанската иницијатива Спас за Валандово објави дека утре од 11 часот со тешка механизација ќе ја блокира крстосницата Пирава Валандово Марвинци, доколку Советот на општина Валандово до вечер не свика итна седница. Председателката пак на Советот за телеканал А1 изјави дека седница за денес не е закажана, а Советот ќе заседава согласно законските рокови. Блокада на крстосницата Пирава Валандово Марвинци закажаа за утре со почеток од 11 часот од граѓанската иницијатива Спас за Валандово, доколку денес до 20 часот не им се одговори потврдно на барањето за свикување итна седница на Советот на општина Валандово. Од иницијативата бараат седницата да се одржи денес и на неа да се донесе одлука за распишување на референдум во оваа општина кој ќе се одржи на 9 јули. Телеканал А1 телефонски ја контактираше председателката на Советот на општината Јасмина Сечкова, откаде добивме информација дека денес седница на Советот нема да има. Сечкова кусо одговори дека Советот ќе работи според законските процедури и ќе заседава во законскиот рок. Инаку иницијативата Спас за Валандово ноќеска на својата Facebook страна објави дека на вчерашниот состанок едногласно ја потврдиле одлуката за блокирање на крстосницата Пирава Валандово Марвинци со тешка механизација, почнувајќи од вторник. Како поддржувачи на оваа одлука на Facebook страната стојат и линковите до Спас за Богданци, Спас за Струмичка котлина, Стоп за злото на смртта, Здрава котлина и Спас за Гевгелија, сите граѓански иницијативи со иста цел, стопирање на изградби или иницијативи за изградби на рудници на подрачјето на југоистокот. Ова следи од како граѓаните кои се дел од Спас за Валандово во петокот ги доставија собраните потребни потписи и поднесоа предлог до Советот на општина Валандово за распишување на референдум на локално ниво. На референдумот граѓаните би требало да се произнесат дали се за или против продолжување со работа на рудникот и рударскиот комплекс Казандол и дали се за или против изградба на рудници на металични суровини на територијата на општина Валандово сега и во иднина.
За поддршката на иницијативата за распишување на референдум во Валандово својот подпис го дадоа 2213 жители на општината. Вчера на референдум по истите прашања се изјаснуваа и граѓаните на Богданци, каде речиси 100% од граѓаните кои излегоа на референдумот се изјаснија против продолжување со работа на рудникот Казандол и отворање на рудници на територијата на оваа општина. И кога сме веќе на тема рудници, уште една информација. Отвореното студио на телеканал А1 посветено на работата на рудникот во Казандол, кој беше емитувано на 29 мај. Во однос на информацијата за доделување концесија за експлоатација од страна на владата на Република Македонија, позитивното мислење го даде и потпиша градоначалникот на општина Валандово, а тоа е мислење кое се дава на основа на претходно одобрени планови за развој на општината или така наречени локални еколошки акциони планови. Продолжуваме понатаму со останатите содржини од дневникот. Културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Валандово се подготвува за престојниот завршен концерт кој треба да се одржи во недела на 18 јуни. Како што вели нивниот кореограф Ѓоко Павлов, на сцената ќе настапат околу 150 играорци. Инаку друштвото постои веќе 71 година и во текот на овие години реди успеси не само во Македонија, туку и надвор, преку многобројните настапи и соработки со други друштва. Повеќе за активностите на ова друштво гледајте во најновото издание на Отвореното студио. Ние одржуваме секоја година по 2 концерти. Овој во јуни го нарековме завршен, заради тоа што после тоа следува мала пауза. Имаме уште еден концерт кој што е за нова година, како новогодишен. И во него ќе учествуваат освен членовите на Код Гоце Делчев и малите фолклористи од детска фолклорен ансамбл кој што работи како фолклорна секција при Домот на културата во Валандово, што значи дека постојат две големи здружени целини. Можеме да кажеме дека детскиот фолклорен ансамбл представува најмасовна детска здружена целина во Југоисточна Македонија и така да имаат програма од некаде околу час и половина. Ќе продефилираат некаде околу 150 учесници на фестивалската сцена на Домот на културата. Друштвото е основано 1946 година, што значи веќе полни 71 година или во цутот на зрелоста на друштвото и досега функционира помалку или повеќе со разни секции во почетокот. Сега е издефинирана само фолклорната секција. Инаку порано ансамблот Распјани Валандовчани беше дел од културно-уметничкото друштво Гоце Делчев. Сега се функционираат и тоа безпрекорно успешно како сопствено здружение. Ние се со нашите фолклористи црпиме од расадникот од детскиот фолклорен ансамбл, оние кои што се талентирани деца и оние кои што сакат да го негуваат македонскиот фолклор и традиција, и веднаш ги префрламе во оние поголемите секции. И така да мислам дека представуваме една знаменитост веќе на Валандово. Не прогласуваат како најголеми амбасадори на Валандово во однос на културата, освен Белегот Фолкфест. И се надевам дека го оправдуваме нивното мислење дека е тоа така. Староградските песни и серенади се нашето минато, нашата сегашност и нашата иднина. Ансамблот Распјани Струмичани ја негуваат оваа песна, уживаат во својата работа, во дружењето, но и во музиката. Членовите сметаат дека секогаш има потреба од членови плюс, особено во летниот период. Претежно музичарите се ангажирани во нивни групи кои што настапуваат по свадби, летниот период имаат турнеи, така наречени, нели, турнеи со настапи и сега тие од тоа екзистираат. Ова е овде нели од хоби, од љубов, не е платено. Така да од таа причина се случува да откажеме настапи што се од суштинско значење за нас. Многу се важни, многу се убави, битни. Пожелно е да настапиме, бидејќи се ретки од таков вид како што е Битолскиот. Битолскиот фестивал е многу убав. Трае 3-4 дена на широк сокак, значи многу групи настапуваат. Играорски, хорски, од различен тип. Потоа има некои проекции, кинопроекции, така натака, содржи повеќе сегменти фестивалот. Интересно е кај нив што се останува таму, значи на преспивање, има дружба со другите членови, меѓу нас и така натаму, така да
тие настапи се убави и се штета е да се пропушти. А минатата година се случи така да моравме да го откажеме, бидејќи без ансамбл, без оркестар не сме во можност да настапиме. Малку и сезоната на одмори си го прави своето. И сезона на одмори исто така. А што би препорачале сите оние кои што се млади музичари? Имаме такви многу во Струмица кои што нели се многу талентирани. Имаме млади 18 години банатами кои што се на студии, да кажеме. Што би им препорачале доколку може да ви помогнат во такви некакви ситуации? Значи нас не треба секогаш плюс човек. Бројност. Член и за пеење, бројност и од страна на музиката. Бидејќи ако некој не може, не мора да биде поради настапи, има приватни причини, здравствени, така натаму. Отсуства има секогаш. Значи мора да бидеме покриени и гласовно и од музички аспект. Така да не штети, нека дојдат, нека повелат. Постојано во сите настапи што ги имаме прилики да настапиме или интервју да дадеме, апелираме да доаѓаат млади, значи и повозрастни, не сме ограничени со возраста, нека доаѓаат, ќе ни бидат од полза. И убаво е за самите нив, дружбата, настапите. Имаше еден период од гимназијалци кои што доаѓа во делот на пејачите, млади беа навистина и многу добро. Кога некој не беше тука, ти го скупнува, ама сега се на студии. Имаше покриеност. Да. Не знам, дечината не се присутни. Да. Имаше и такви кои што се оцелија, за жал. Да. Сопруги. Продолжува реализацијата на проектите за подобрување на животните услови на граѓаните во сите населени места. Деновиве активно се одвиваат градежните активности за изградба на улиците во село Покрајчево, општина Радовиш. Улиците се во должина од 570 метри, а средствата се обезбедени од буџетот на локалната самоуправа. Финализираат градежните работи на новата улица која општина Радовиш ја гради во населеното место Покрајчево. Моментално таму се поставува асфалт во должина од 560 метри, а дополнително ќе бидат поставени и тротоари. Еве, и овој проект во селото Покрајчево е целосно завршено од наша страна како општина. Станува збор за улица во самото населено место во должина од 560 метри, дополнителни тротоарски површини од 1,5 метри лево и десно. И еве се надевам дека со реализацијата на овој проект во значителна мера ќе ги подобриме условите за живење на ова населено место, а нели се надоврзуваме на претходно реализираните проекти. И еве, за мандат од 4 години мислам дека успеавме во целост да си опстоиме на дадениот збор, односно да ги реализираме сите ветени проекти кои што ги имавме во програмата 2013-2017 година. И тука нема да застанеме. Службите во општината веќе работат на уште неколку проекти за населеното место Покрајчево. Тоа е изградба на парк со детски реквизити, како уште 1 до 2 улици во населеното место, и мислам дека еве и перспективно ќе продолжиме со реализација на проекти кои што се во функција на жителите на селото Покрајчево. Покрајчево е едно од местата кои изминативе 4 години општината спроведе големи проекти за подобрување на квалитетот на живот на населението. Изминатиот период изградена е нова училишна зграда, довршена е канализационата мрежа, изградена е улица во должина од 230 метри, а изграден е и патот кој ги поврзува населените места Покрајчево с Леово. Како еден од поголемите проекти е исто така и реконструкцијата на локалниот пат Покрајчево М6 во должина од 2,5 километри. Ние како општина реализираме повеќе проекти во општина Радовиш, меѓу кои и улицата во селото Калугерица, која што е веќе завршена и е во функција на жителите на селото Калугерица. И за периодот кој предстои, Николов истакнува дека временските услови ќе бидат погодни за повеќе работа на терен. Откако е завршено асфалтирањето на улица во Калугерица, ќе се реализираат и сите останати ветени проекти пред граѓаните на општина Радовиш. Како подобро и полесно да се имплементираат законите во Република Македонија? Ова е темата на информативната сесија на тема Даноци и царини, а која е дел од проектот Партнерство за подобра бизнис регулатива. Прилог на нашите соработници од К1 телевизија Велес. Подобро и полесно имплементирање на законите во Република Македонија е целта на денешната информативна сесија на тема Даноци и царина. Инфосесиите имаат за цел да ги соберат податоците за најчестите проблеми со кои се соочуваат малите и средни предпријатија, за притоа да ја подобрат комуникацијата со институциите. Станува збор за 4 годишен проект кој што има за главна цел да им помогне на микро, малите и средни компании да ја подобрат нивната согласеност со законската регулатива, а од друга страна да им помогне
помогне на бизнес организациите, во случајов коморите, кои што се партнери во проектот, да го подобрат диалогот кој што го имаат со државните институции, а во насока на подобрување на бизнес регулативата. Даноци и царини, закон за животна средина и закон за работни односи се темите кои се обработуваа на досега одржаните 18 информативни сесии во 10 градови. Прличкова вели дека интересот на компаниите е голем, бидејќи на овој начин ги решаваат нејаснотиите со кои се соочуваат, а со тоа стануваат поконкурентни на пазарот. Тоа што можам да го кажам како заклучок, се заинтересирани да ги следат, значи прописите, имаат одредени нејасноти, прашања, дилеми за тоа како одредена, како да кажеме, одредба се толкува и слично. Ние сме тука, значи имаме ангажирани експерти на сите овие три теми кои што се тука баш токму за таа цел, значи да им помогнат на компаниите да ги решат дилемите кои што ги имаат од една страна, меѓутоа од друга страна да ги идентификуваат клучните проблеми со кои што се соочуваат компаниите, да истите ги преточат во соодветни предлози кои што потоа ние на ниво на проект во име на сите три комори би ги доставиле до државните институции, а во насока на, да речеме, подобрување на одредени законски решенија, унапредување на регулативата и проектот Партнерство за подобра бизнес регулатива е финансиран од УСАИД, а е имплементиран од Стопанска комора на Македонија, Стопанска комора на Северозападна Македонија и МАСИД. Дивата депонија на влезот во Тетово повторно ги разбранува граѓаните, иако најавено нејзиното дислоцирање и натаму не се реализира. Заради безбедност на своето и здравјето на сите, граѓани повторно побараа од локалните и централните власти да се соочат со проблемот и веднаш да пристапат кон негово решавање. Прилог на нашите соработници од телевизија Ултра Тетово. Група граѓани во име на жителите на Тетово неработниот ден го поминаа на дивата депонија на влезот од градот. Иако недела, одлучија да го кренат својот глас, да ги потсетат локалните, а да ги поттикнат централните власти, дека проблемот со несоодветното депонирање на сметот е животно загрозувачки за сите. Оваа депонија да се дислоцира од овој дел на градот, бидејќи не само на жителите, него и на житополок, кој ги има силосите тука за храна, млинот и пекарата, а ние секој дневно комуницираме нивни леп. Значи, заразата од инсектите и од ѓубрево може секој дневно да се пренесува и у нашите домови, а исто така и во житополок, од кој што конзумира 70% од градот храна, а и у другите градови низ Република Македонија се носа. Ги молиме да се најде решение за оваа депонија и еднаш за секогаш да биде решена. Не да биде решено и на другого да смета, него да се најде трајно решение за граѓаните на град Тетово, осета благодет со тоа што ќе се дислоцира оваа депонија и ќе се одведе на тоа место кај што на никого нема да му смета, нити да смета за подземните води. Па ние сме многу револтирани, значи ова неодговорност не на локалната и на централната власт фактички тука. Ми овој проблем го имаме веќе измаде 4 години. Значи, наместо некој да се реши, овој се нагомилува, уште се проблематизира. Ова слика позади мене само кажува дека ова е срам за градот и срам за локалните институции. Значи, не издржливо 4 години да не може да се реши овој не толку голем проблем, а многу важен за здравјето на сите граѓани. Тука не се зборува за поединични мала или населби. Овој проблем е за цел град. И свеста на граѓаните биде поголема за работи за здравјето на нив и за нивните деца, за нив. Решавањето на проблемот со депонирањето на сметот треба да биде приоритетна обврска на властите, велат тетовци. За волја на вистината, од општина Тетово во неколку наврати беше најавувано изградба на современа претоварна станица, каде ќе се депонира и рециклира отпадот. Но, остварување на ваквите ветувања се уште нема. Со децата на работа беше насловот на минатогодишната едукативна кампања на ЕВН Македонија. Оваа година истата продолжи, но под насловот на работа кај мама и тато, преку која децата на вработените во ЕВН се запознаа со работните задачи на своите родители одблиску, а и со значењето на електричната енергија. Прилог на нашите соработници од Мега телевизија Битола.
Секој 12 јуни Ева на Македонија има посебен ден посветен на децата на своите вработени. Поточно ја спроведува едукативната програма, оваа година насловена "На работа кај мама и тато", во која дел од вработените на работа денеска отидоа со своите деца. Кои дневни работни задачи ги исполнуваат нивните родители? Видот на работата која ја обавуваат нивните родители? Како минува работниот ден на родителите, но и за тоа што е електрична енергија? Како истата се произведува, дистрибуира и како истата да се штеди. Велат најдобро се учи кога задачата е како игра, па децата денеска беа дел од експерименти преку кои го спознаа значењето на електричната енергија. Учевме за кои се апарати во домот, како треба да приклучиме електричната мрежа во домот и учевме како треба да се вклучи струјата. Денеска научивме како треба да се работи со струја. Добро, и сега изработувате ветерници, тие зашто се потребни? Ветерниците се потребни, од нив добиваме струја. Интересно е тука на овие работилници? Многу интересно. Сакаш пак да дојдеш тука на работа кај мама и тато? Овде е одлично, научивме многу за електричната енергија и беше многу забавно. Правевме ветерница, со која што ќе дувниме, со ветерниците се добива електрична енергија. Едукативната програма која Евана ја спроведува има за цел да ја доближи својата работа до најмладите, да ги пренесе најзначајните моменти од поимот електрична енергија и секако сега, кога децата не се на училиште, да бидат со своите родители и кога тие се на работа и да поминат еден ден на поинаков начин. Очекувањето на подолг рок се дека многу од овие деца заради раниот пристап до информациите на работата во Евана ќе изберат во животот на професионално поле да се занимаваат со инженерство, електромонтерство и други профили од оваа сфера. И за крајот овој дневник следуваат вестите од светот и регионот. Да ги проследиме. Според прелиминарните резултати на Централната изборна комисија на Косово, по 91% обработени гласови, коалицијата околу Рамуш Харадинај доби 34,6% од гласовите на предвремените парламентарни избори во Косово. Најмногу гласови доби коалицијата која се состои од Демократската партија на Косово, Хашим Тачи, Алијанса за иднината на Косово, Рамуш Харадинај, Иницијатива за Косово, Фатмир Лимај и 9 помали партии. Иако Рамуш Харадинај синоќа славеше победа на коалицијата наречена ПАН, апсолутен победник на предвремените парламентарни избори нема и било која партија која ќе сака да формира влада, таа ќе мора да формира коалиција. Двајца луѓе се здобиле со сериозни изгореници, а десетина се полесно повредени кога во ресторан во Париз биле фрлени молотови коктели. Лицата со изгореници се веднаш префрлени во болница, а другите со полесни повреди, меѓу кои има и 6 полицајци, помагале при евакуирање на другите луѓе. На местото на настанот веднаш стигнале екипи на пожарната служба со 50 пожарникари и брза помош. Пожарникарите успеале да го изгаснат пожарот во ресторанот, што се наоѓа во склоп на петкатница, но внатрешноста на локалот е целосно уништена. Мотивот за нападот е непознат. Франција е во вонредна состојба поради низата терористички напади што ја потресоа земјата во изминатите 2 години. Министерот за надворешни работи на Украина Павло Климкин предлага создавање систем според кој русите треба претходно да известуваат за своите намери да ја посетат земјата. Според него визниот режим застарува и заминува во минатото, но редот за влез во една или друга држава со биометриски пасоши во светот само се зацврстува. Земјотрес со јачина од 5,6 степени според Рихтеровата скала ги погоди западните делови на индонезискиот остров Јава, а потресот се почувствувал и во Џакарта, што создало паника кај граѓаните. За сега нема информации за евентуална штета и за повредени и нема опасност од цунами. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете на оваа фреквенција. Од мене пријатно.